успеа да освои уште еднаш оваа топка. Стојковски одеше кон сила, па сега Тодоров центар шут, еве шанса и дирек, еве фудбалски нешто, сила. 1-0. Ова ќе го раздвижи, се надевам, над преварот. 54-та минута. Сила. Кавадарчани водат во Куманово. 1-0. Дирекот му беше сојузник на Стојковски во оваа акција, меѓутоа натрча сила и немаше сила што ќе го запре. Добра беше позицијата и погоди вториот гол против Башкими. Тргнаа веднаш домакините сега нешто по напаѓачки. Дегажман на Стефковски за Стојанов, добро интервенираше таму Сумер против Македонија. Ѓорче Петров на 8 март. Ау, каков удар на Ворнио. Уште еднаш ја стави десно, малку десно топката, не онаму во на поле каде што беше каде што беа обележени 11 метри. Останува 1-0 за Кавадарчани. Рибеиро 1-1 веднаш. 1-1 веднаш. Стојат фудбалерите на Тиквеш, неверојатно. 59-та минута, значи сепак Ворнио изедначува на 1-1. Оно што еве сега добива топка Тодоров, центрира, Садик, добра топка и 2-2. Каква акција, убаво Садик спушта таму за Лавал. Еве го вториот погодок на Лавал во 90 плюс. Кавадарчани изедначуваат на 2-2. Губа отвора добар напад. Мемети, да видиме, ако нема офсет може да биде опасно ова. А Ворнио оди. А Ворнио има ли некој да го подржи во оваа акција? Него мисли ми е тука повратна топка. Офсайд. Офсайд, да видиме кој. Нема 3-2. Спасител на тимот на Шкупи. Разбирливо е дека ќе бидеме сведоци на ваква гледка на постојани напади, центар шутеви на фудбалерите на Силекс и уште во 5-та минута асистенција на тимовски. Адис Алич погодува за Ефтимов. Војно проигрување со Мирчевски, под застан Ефтимов, па остар центар шут и 2-0 погодок на Пиреш. Во најава катастрофа на Шкупи, уште некој пораз со 5-6 примени гола, како што беше погледите кон судијата Дејановски и за трет погодок. Дава знак Дејановски, Мартин Мирчевски подзастанува и иако Тимовски и 4-0 со погодокот на Едис Бутуровиќ. Го прелета на фрлената топка од тација каде се наоѓа, наместо да истрли. Само овозможи Силекс да продолжи со нападот. Акција на Ангелески, 2 дриблинга и уште еден пенал во Кратово, токму во моментите кога капитенот Дарко Ангелески, откако сам го изнуди овој пенал, го претвора во 5-0. Тимот на Силекс не можеше никако да се изорганизира. Еве нова шанса и 6-0. Елија Донов беше во една идеална позиција таму во 30. Ке има работа домашната одбрана. Ова е
првата посериозна или може да биде првата посериозна закана и на стартот уште во третата минута гол за гостите гони за водство од 0:1. Немоќен беше домашниот голман. Се обиде да го постави живиот зид според учебниците. Со Дошев, овој уфрлува во средината, опасно е тука, но наместо е Силјановски. Да видиме што е досудено, дали по топката имаше и контакт со домашниот фудбалер. Има 27 години. 1:1. Изедначува во 10-тата минута струмичкиот тим и го прави овој надпревар во најава уште по-возбудлив. 10 минути, 2 гола, кој ќе претпоставеше дека вака ќе се случува. Макич. Селмани. Лукович. Петрович, се бори Петрович, поминува и шутира! За 2:1. Конечно е прецизен. Трета среќа сам ја изгради ова акција, ако претходно по двете додавања не беше прецизен од своите соиграчи. Сега го изработе ова, се извлече одлично по левата страна. Сега Спахиу таму остана да лежи по тој дуел Србијанец, продолжува акцијата, Булатовиќ. Сега Бошковски кон Ивановски е можност. Добра позиција Спировски, 1:0 за Пелистер, 36-та минута над преорот. Она што зборува Пелистер може вака во вакви ситуации, иако не беше класична контра или некоја брза топка, одлична акција, 3-4 додавања и ова беше најдоброто, најфудбалското што досега видовме во ова прво полувреме. Повторно Спировски како и минатиот месец, кога Пелистер тогаш во 7-та минута дојде до водство. Ево го Стефан Спировски погодува и за него тоа е 4-ти гол во годинашнава сезона. Спировски за Ивановски, нововлезениот играч. Тоа е Стефан Ивановски, во шпицот Мирко Ивановски пропушти оваа топка. Сега шанса за Ибраими, кој што погодува за 1-1. Што значи таа грешка што ја направи капитенот на Пелистер на половината на Шкендија, остави многу простор, одземена топка и доаѓа до изравнување тимот на Шкендија во 43-та минута на преорот. Не видов за кого е посветата овој дрес на Бесарт Ибраими. Казнета одбраната на Пелистер, која што овој пат не успеа да ангажман. Топка кон Ензенгве. Чисто таму изворено го одигра овој меч Христијан Гроздановски. Мајсторски во одбраната. Да видиме Ристовски. Може ли да соберат сили за контра? Кај него секојаш има енергија. Ристовски нема да бие. Одлична позиција. Керим сам. 1:2 на истекот на втората минута од судиското на дополнување. Екипата на Пелистер доаѓа, па може би до победа, затоа што веќе тече последната минута од надпреварот. Фантастично деби ќе биде ова за Маријан Секуловски, 53 годишниот стручњак на клупата на Пелистер. 4-ти погодок за Вилдан Керим. Ова е секако и најважниот и за него и за Пелистер, затоа што има серија од 7 Одлична серија потези на мал простор, еви сега и уште еднаш извореден и 1:0 за екипата на Вардар. Овој подарок Омер Агич него пропушта 31 минута од надпреварот, но каква мајсторија на Хоакин Торес
11 гол за капитенот на Вардар оваа сезона и водство од 1:0. Има 29 години и дојде од Амазонас, од втората бразилска лига. Сега ова беше дошта остро, така баркас токму против Торес. И да, шолт картон и црвен веројатно. Да, црвен. Кастенада. Повратна од Закарич. Кастенада бие во противниот агол и 2:0 за екипата на Вардар. Одлично го одработи ова домашните играчи и во 42-та минута доаѓа до водство од 2:0. Заедно со Софијановски против Италија и против Ерменија во оние два надпревари изминатите неколку дена од U21 квалификациите. Еве шанса и 3:0. Еве го Торес. Мајсторија од белата точка со тоа што ова беше одигра и првата честитка од неговиот сонародник Диого Кастенада. Хоакин Торес заслужи и во 31-та минута практично тој Данев. Сега Николов нешто повнатре. Цветковиќ на местото на Кастенада, добро. Најдовски на местото на Велковски, во меѓувреме Николов одличен прием и 4:0 на почетокот на 69-та минута, мајсторски прием и завршница на репрезентативецот Бобан Николов. Софијановски Али, двојно проигрување, еве простор за Али. Мухамед Елмас. И еве голема шанса за погодок на крајот, успешен. Иван Галевски, еден од нововлезените играчи, дојде до позиција од која што не може да сгреши. Да, Даво Талевски се лути, сакаше оној бредовите на Вардар, кој влезе во второто полувреме. Ево го Торес, тој тешко се чува, очигледно да погледнете топка низ нозе. О, каква мајсторија на Торес! Ова е за фудбалските најавни шпици. Реков и претходно во 31-та минута покажа дека располага со феноменални карактеристики и ќе можат од него да учат многу помладите. А замислете, овој играч доаѓа од втората бразилска лига. Погледнете. Одличен прием, побегна на Елмас, потоа уште еднаш низ нозете на Ричков, мина меѓу тројца, уште еден дополнителен дриблинг и ќе видиме доколку е потребно ќе влезе во игра. На клупата се уште и голманот Василев, младите Албан и Флоријан Рочи, кои што се одлични во тие младински селекции, Зенделовски, Дервишовски, Корпоре Кочовски и Јаруе, и еве погодок за гостинскиот тим, изненадувачки, но многу непријатно за екипата на Струга, кој имаше 3 обиди за погодок, 14-та минута од надпреварот, 0:1. Многу поконкретни гостите во оваа ситуација, во која што за прв пат дојдоа до сега Јефтовски, топка кон Ханза, одлични проигрувања. Јефтов и сега, рака таму испружена, невнимание на Пејовиќ. Голманот на десната, топката на спротивната страна, Кристијан Малевски израмнува на 1:1, негов 12-ти погодок во одговинашнава сезона. Се уште е втор стрелец во екипата на Струга Тремљум. Легува Компаоре во шпицот, но не беше внимателен Шабани. Удвоен и му е земена оваа топка. Да видиме може ли да оди напред кон Ходжа. Ходжа, добар дриблинг на Ходжа, ќе бие и да видиме голема шанса за гостите. 1:2. Аритон Мехмет, кој предмалку влезе во игра, доаѓа до водство екипата на работнички втор пат на овој надпревар и ќе биде тешко на Струга во завршните 5 минути. Еве младите што направија во оваа завршна фаза од надпреварот. 85-та минута, реков, во транзиција, ако успеа да издржат, а успеа фудбалерите на